Стариот добар гол пиштол пристигнува во ново супер забавно издание. Светската премиера на оваа култна комедија се одржи вчера во летното кино на Синеплекс со почеток во 21 часот. Познатиот холивудски актер Лиам Нисон е во улога на Френк Дребин, помладиот син на легендарниот Френк Дребин, кој го игра неспоредливиот и незаборавен Лесли Нилсен. Во филмот глуми и Памела Андерсон. Само еден човек има посебен сет на вештини да води полициска единица и да го спаси светот. Поручникот Френк Дребин јуниор Лиам Нисон ги следи стапките на својот татко во гол пиштол во режија на Акива Шафер и продуцент од Сет Мекфарлан. Српската попејачка Марија Шерифовиќ беснеела на аеродромот бидејќи имала проблеми со билетот и летот, но на крајот сепак се средило и таа пристигнала на посакуваната дестинација. Марија Шерифовиќ морала да го прекине одморот накратко бидејќи морала да го одржи својот настап во Црнагора, а на социјалните мрежи откри каков хаос имала на аеродромот. Шерифовиќ рекла дека авионот прво доцнел, но не поради лоши временски услови како што првично било наведено. Авионот доцнеше наводно поради времето, меѓутоа не е поради времето, туку затоа што задоцнел од претходната дестинација, рекла Марија, а потоа признала дека тоа не бил единствениот проблем што го имала на аеродромот. Јас претходно едва се чекирав бидејќи за мојот лет продале повеќе билети. Ми рекоа, за вас нема повеќе место во авионот. Јас велам, фантастично, чија глава треба да отсечам. Иако била многу лута, Марија на крајот успела да се смири, а подоцна без никакви проблеми пристигнала во Цетиње. Дуото Силви Бенд ќе прослави 35 години на сцената со концерт во Охрид денеска во Античкиот театар од 21 часот. Силвана Мучик Плевнеш и Владко Плевнеш најавуваат концерт со нивни популарни песни, а ќе ги придружува симфониски оркестар. Сакавме јубилеот да го прославиме токму овде во мојот роден град, недалеку од семејната куќа каде што го поминуваме секое лето. Многу ми е драго што ќе настапиме со симфониски оркестар со внимателно избрани музичари кои свират во нашите поголеми оркестри. Со душа го чекаме 31 јули, не рече Владко Плевнеш. Музичарот се сеќава на нивните почетоци и вели дека има многу спомени со сопругата Силвана за овие 35 години. Јасно се сеќавам колку трема имавме кога влегувавме во македонската радиотелевизија за нашата прва песна Македо Лабада, која ја пеевме во емисијата оваа сабота. Автор е легендарниот Димитар Масевски, кој е заслужен за сите наши почетоци. Не знам колку мина се сеќаваат, тапани со нас тогаш свиреше Мики Јовановски Џафер. Со многу наши драги колеги поминавме убави години, но никако не треба да се заборави дека нашиот хит Ангели ме носат го напиша Драган Вучич, вели Владко Плевнеш. Светски познатата виоленчелистка Ана Руцнер од Хрватска во придружба на Битолскиот камерен оркестар синоќа во амфитеатарот на Хераклеа Линкестис одржа спектакуларен концерт. На првиот настап во земјава Руцнер како специјална гостинка на камерниот оркестар на Битола на концертот насловен Flower Symphony го презентираше својот талент, хармонија со публиката и исклучително впечатливиот сценски настап. Големо е задоволството што Ана Руцнер, уметница со повеќе од 1000 настапи во над 30 држави ширум светот, беше наша гостинка. Ана Руцнер е добитничка на над 30 домашни и меѓународни признанија, позната по својот иновативен и уникатен пристап во изведбата на класичната музика, која ја збогатува со модерни и етно елементи. Публиката во Битола имаше ретка можност да ја доживее магијата на Ана Руцнер во живо, со нејзинот впечатлив сценски настап и секако да ја поздрави како амбасадорка на хрватската култура и туризам, истакна од камерниот оркестар по завршување на концертот.